Абе, ти уште со гнојни бубулици пубертетски најде да правиш документарец за Тито, бубуличави. Ти се најде паметен и тие БГНС, бугариве, антимакедонци да правите документарец за Тито. Па направиле документарец овој Бубуличавиов. Можете на YouTube да го гледате, на разни овие наслови има со варијации, или Тито касапот на 20 век, Тито джелатот на 20 век, Тито палјачото на 20 век. Бубуличавиов бугар направил филм за Тито, за Блајбург. Јаде говна. За тлото натопено со крв, со лед в срцата им, оделе на тоа място в Словенија, едно од стратиштата на Блајбуршката трагедија. Прекрасна природа, ама нив лед имале во срцето им, знаејќи какво стратиште е тоа. Абе, бубуличави, пошто те пренесуваат во еве бугарски портали, да ти кажам една работа. А и сите бугараши у Македонија, што ви е пуна устата со Тито. Малце без везе, 100 пати сум ви рекол, да напаѓате човек што 46 години е умрен, човек кој што од разрушена рурална земја, која што излезе максимално раскрвавена по Втората светска војна, не само од окупацијата на фашистичките сили, на Хитлер, на Мусолини, на цар Борис, на балистите и на сите внатрешни крвници и непријатели од четници, белогардејци, усташи, недичевци и така натаму, ханџар дивизии во Босна. Од една таква крвава Втора светска војна и граѓанска војна во исто време во Југославија успеа да направи респектибилна држава, индустријски и воено толку моќна, која што беше единствената тампон зона помеѓу источниот блок на Сталин, потоа на Хрушчов и на Брежнев и западните земји, или НАТО пактот. Како се распадна таа држава наречена Југославија е приказна многу комплексна, кај што не започна 91 година, кога почна граѓанската војна, започна многу порано. И кој тоа зошто ја растури, можем да ви зборувам 3 дена, но тоа сега не е тема на овој муавет. Земја, држава која имаше доста контрасти во себе, доста проблеми си создаде, што допринесоа, што придонесоа кон незиниот крвав крај 91 година и распад. Но тоа не е темата. Не е темата ни дека таа држава некогашна значеше голема емоција за сите оние народи кои што живееа во неа, затоа што се чувствува како вистински луѓе, достоинствени, горди, со пасош што важеше подеднакво секаде, дали на истокот, дали на западот на целата планета, за кој не беа потребни никакви визи. Пасош за кој што вие бугарите можевте само да сонувате, ако сме веќе кај пасошите. Држава во која што беше на врвот на незината моќ, кога секоја година незината економија растеше енормно, незиниот економски раст, без разлика како што, тоа е, ви реков, муабет за некој друга прилика, во годините на незиниот најголем раст, стандард, буквално на секому му беше гарантирано не само работно место, туку кој ќе се вработи, му беше гарантирано дека еден ден ќе доби општествен стан.
платите може би не беа на нивото на западниот свет, да кажеме Германија, но секоја плата обезбедуваше еден достоинствен живот за секој семејство. Секоја тие семејства можеа да си приуштат да јадат што сакаат во тек на месец, месо колку сакаат, можеа да си приуштат и зимски и летен одмор и да купуваат и коли, најчесто југословенско производство, пошто тоа беше држава што можеше буквално да произведува се. И што произведуваше буквално се. И што го извезуваше у стотици земји широм светот. Но тоа не е темата, темата е нешто сосема друго. Вие со години напаѓате еден човек кој беше бренд на таа држава, и не само на таа држава, наречена Социјалистичка Федеративна Република Југославија, туку беше бренд на целиот свет. Бугарано една, да ви објаснам нешто. Јосип Броз Тито беше Хрват по потекло, кој што се наоѓаше на чело на една држава 35 години, ако се рачуна, нели, 45-та година, иако беше на чело и на Комунистичката партија и малци од порано. Кој што успеа од една таква разрушена држава со своите помошници да направи една индустријски и воено моќна земја, која што беше една од највлијателните во светот, поради тоа што тој Тито беше основоположник на движењето на неврзаните. Движење кое што требаше да биде контрапункт на средина помеѓу истокот и западот во онаа позната студена војна, кое што требаше на некој начин да даде нова надеж за сиромашните земји на светот, за земјите од третиот свет. Неговата почита кон Тито беше огромна од тие причини. Не само во третиот свет, туку ако сакате, особено во западниот свет, кога сватија дека Тито им е единствената пречка пред солудите намери и деструктивната волја на Сталин во желба да владее со западна, да ја прошири својата идеологија на секаде во светот, советската идеологија, комунистичка, а особено во Европа. А особено во Италија. И оно историско не на Тито. Толку беше шокантно, што му го кажа на Сталин, 48-ма, додека вие бугарите му го дудлавте курето и го чешкавте по јајца, она историско не, што му го кажа Тито на Сталин, кој му кажа не, ја нема да ти ги чешкам јајцата ко бугарите и останатите во информбирото, ние си имаме зацртано своја агенда, свој план за развој, тоа токму на историско не го стави Тито на пиедесталот и во крупен план пред објективот на западната цивилизација на НАТО пактот. Оттаму, во почеток, во првите години на конфликтот со Сталин, Тито многу тајно, многу срамежливо добиваше помош од западниот свет, а потоа, како обстојуваше во тој конфликт, кој што беше крајно опасен по народите на Југославија, така добиваше се поотворена поддршка. За конечно, по смртта на Сталин да додаде да биде максимално поддржан од најголемите, најмоćните земји на Западот за оно што го направи. Не можете да знаете, додека има сведоци на тоа време. Пак ќе ви кажам, причините за распадот на Југославија ќе бидат тема, може би, некој моје друго обраќање. Тоа не беше земја без проблеми. Но, вие како бугари сте најмалце повикани да плукате под човекот што ја создаде
Слободна социјалистичка федеративна и независна република Југославија. Што со години под неговата палка тие народи кои што живеа во неа се чувствуваа среќни, безбедни, перспективни и гледаа некаква иднина пред себе. За таа да биде срушена на начин како што беше срушена, а за тоа пак ја кажем некоја друга прилика. Бубуличави, пред да преминам на главното, како што деше во Словенија, на местата кај што се пронајдени жртвите од Блајбуршкиот трагедија или масакр, како сакаш кажи го. На таа земја натопена со крв, како што самиот викаш, што ти прави лед во срцето ти. Што не дојдевте со камерите на враќање да ги видите стратиштата на македонските мачиници, партизани, скоевци, кои што вие ги стрелавте, ги мачевте низ Македонија. Што не отидовте да снимите како одредени македонски револуционери, јатаци на народно-ослободителните борци биле убивани од вас по терк на усташите во Јасеновац. Што не отидете да снимите со камерата филмче, исто вие ти Бубуличеви од БГНС, како маченички сте го екзекутирале Димче Секирченец во Прилеп, додека двајца му ги држале рацете со јажиња вака затегнати, джелатот ваш што токма гудрал во гради. Гудрал доволно полека во подолги временски интервали и не многу силно за подолго да го мачи, за потешко да ја испушти душата. Тој истиот Димче Секирченец е оставен така убиен и не е дозволено 3 дена неговата мајка да го подигне тамо и да го закопа. Што не снимиш Бубуличави за тоа? Што не отидеш на топената со крв земја да ја снимиш кај Ваташа, маму ти ебам Бубуличао? Ти најде за Тито да збориш. Ти мислиш дека ова е југо носталгија, јас сега Тито што го бранам? Ќе ви објаснам и зошто. Затоа што преку кур 40 години, 46 години плюкате по мртов човек што не може да се брани. Вие, кои што ја окупиравте делови од таа Југославија и вршавте терор на тие народи што ги окупиравте, конкретно за вас, македонците и србите во Јужна Србија. Што не отиде Бубуличави, маму ти ебам Бубуличава, да го снимаш Јасеновац? Знаеш ли што е Јасеновац, бе Бубуличав? И вие бугараши од БГН што ще правите многу паметни. Морам вака да ви објаснам за да стигнеме до Блајбург. Маму ви ебам. Пропагандистичко џубре снимивте. Тоа не е филм, тоа е пропагандистичко џубре. Ревизионистичко. Апла типично за ова Европска Унија. Да дава пари да се снимаат такви пропагандистички, неофашистички џубриња. Да ти кажам што е Јасеновац, ако немате појма, немате појма. Одете у Јасеновац, јас сум бил во 7 оделение, тоа беше дел од нашата екскурзија во Југославија по смртта на Тито 87 година. Знаете што е Јасеновац? Јасеновац е логор на смртта, исто како Аушвиц, Треблинка, Матхаузен, во кој што до ден денес се спори за бројката на екзекутирани луѓе од страна на усташите или припадниците на независната држава Хрватска на Анте Павлич. Се убиени измеѓу 150 и 600.000 луѓе. За бројките се лицитира до ден денес, пошто ревизионистите во секоја република по распадот на Југославија што беа донесени на власт од СИА и од БНД, германската разузнавачка служба, и од Австрија, од пичке си материна, до ден денеска се занимаваат со тој ревизионизам. Па едните викаат, најголемите жртви тврдат имало 600.000, јас кога бев на екскурзија, бројката беше околу 600.000 екзекутирани.
87 година. Сега ќе ви лицитираат 150.000, 100.000, ама тука се движи бројката. Подоле не иде. Но и тоа е многу. Знаете кои се све екзекутирани горе? Ајде да не лицитираме и ние. Екзекутирани се срби, евреи, роми и разни други политички неистомисленици на независната држава Хрватска на Анте Павлич. За тој логор постојат сведоштва дека германски официри од Гестапо му сугерирале на Павелич да ја смири топката, да го смени начинот на убивање, на екзекутирање на логорашите. Тоа бил покрволочен логор од секој логор што ги имале изградено нацистите на тлото на Европа. Начинот на кој што екзекутирале усташите, сега неќам ради во функција на времето да ви го опишувам. Само ќе ви кажам 2-3 детали. Фрлање деца од некоја висина, пречекување доле на бајонет. Играње топка со глави од деца, со глави на затвореници, играње фудбал. Специјалнијата алатка, која што сум ја видел со своји очи во Аушвиц, кога сум бил на екскурзија, се викала србосјек. Сечач на срби. А изгледа како срб, само многу краток, се става овде, у палецот се навлекува, само за вака да им праеш. По вратот, за побрзо. Да иде тоа ко на лента. Пошто они не признаале нешто така као брзинско убиство, на масовно убиство у гасни комори. Ручно тоа го правеле усташите. Брат, Бубуличав, ручно го правеле. Имале организирано надпревари кој поише двајца најболи усташи, джелати, кој поише ке заколе логораши у тек на една вечер. И тука се ставале обклади околу логорски оган. Сега да стигнеме до Блајбург, Бубуличав. Партизаните знаеки го ова. Со ослободувањето на Јасеновац, со ослободувањето на Загреб и бегството на усташите на Анте Павелич према Словенија, а со нив и бегаат нивни блиски, поддржувачи, фамилии, белогардејци, исто така профашистички единици од Словенија, четници од Црна Гора, од пичке си материне, исто така колјачи како и сите други исти. Само вие колеле хрвативе срби, србиве колеле хрвати, а двајцава и срби и хрвати колеле муслимани. И обратно, муслимани колеле срби, како што беше 91. Токму тие партизаните ги опколуваат на Блајбург, ги заробуваат, и тоа е точно, британците, знаеки какви зверства прават, ни стаа на пате на Југославија, за време на Втората светска војна му викаат на Тито, нас не ни требаат, овие се ваша одговорност, вас ве колеа 4 години, еве ви ги на вас, правите што сакате. Тогаш е случен така наречената ревионистичка назив трагедијата, Блајбуршката трагедија, или како се вика тоа, ни го викаат, кога ги шетаат низ Југославија сите овие фатени петоколонаши, убици, крволоци, джелати, од четници, усташи, белоградеци останати, кога ги шетаат низ Југославија крижни пут. Демек, како би дошло тоа во превод? Патот, крстоносниот пат, или како да го наречам тоа. Да ги видат сите заробените крволоци, членови на квислиншките влади што беа на страната на Хитлер. Секако дека меѓу нив имало и невини некои што изгореле, но новата власт
партизаните на чело со Тито морале да бидат безкомпромисни после такви крварења, такви трагедии, такви страдања што доживеале во Втората светска војна, за да засврстат својата власт. И тоа е така. Тоа е факт. И тоа не го прави Тито ни крволок, ни касап, ни палјачо. Напротив, новата држава, никната од пепелот на старата таа кралска Југославија, од пепелта на Втората светска војна, на овие трагедии и лјадници, стотици, лични, колективни, морала да застане на нозе. Морала да цврста рука. Гледам таму у твоето џубре од пропагандистички филм, некој тамо зборат и од Македонија, оној бугарашон збори, и некоја друга збори тамо, македонка, и добро, овие словенци зборат нешто, они бер горе доли некои факти кажуваат, ама не навлегуваат во работи што вие очекувавте дека ќе навлезат. Затоа што неќе, затоа што зборат со факти. Ви кажуваат некои факти што се точни, да, дека УДБА имала 250.000 членови низ цела Југославија и така натаму, што е точно. Такви факти се точни. Агентурна мрежа. Затоа што државата морала да се заштити. Особено во периодот на информбирото, кога Тито му кажал на вашиот Сталина, кога му го дудлавте курето, му кажа: не, дечко, ние не сме ни бугари, ни романци, ни чеси, ни словаци, ни некои други тамо, пољаци, за да ги го дудламе курот. Ние си имаме своја агенда, свој начин како ја гледаме иднината на нашата држава. Особено тогаш Тито морал да постапи така како што постапил. Затоа што Сталин бил Сталин. СССР во тоа време е сигурно најмоćната држава во светот. Затоа што СССР беше тој што му влезе на Хитлер у бункерот. Ни американците, ни британците. Тие седеа на страна до моментот додека не видоа Сталин дека стигна до скоро до Берлин. Тогаш им текна дека треба да влезат максимално војна, па се случи инвазијата во Нормандија. Или денот Д. До тогаш го лажеа Сталин. Аха, тепај се ти тамо, ние кај да ќе влеземе сега, ние се организираме сега. Кај да ќе влеземе. Овој, ај влезете, не бе, не сега, само ти продолжи да се тепаш, ние ќе влеземе. Ко види овој ки им ебе матер, ќе влезе до Берлин, па може да им текне, да му текне на будалата да продолжи до Хале или до до Данциг и да стигне до Ламанш, тогаш им текна: чекај, дај да влеземе, овој будала, овој ги меба матер на германциве, ги сотре. Тогаш влева у Нормандија, па преку Ардените, па стигна до Берлин на време да се поздрават со Сталин. Тоест да се поздрават Патон и Жуков. И Монтгомери, добро, британец. Како требаше да направи поинаку државник у тоа време, председател? Кога една таква сила му прети со атентати, се обидува да му направи атентат 20 и кусур пати, кога се обидува, кога му се заканува со инвазија, во која инвазија вие па ми звонеше некој. Кога и се заканува на Југославија со инвазија во која вие земате учество, бугарите со 8 дивизии, сум ви го кажал тоа, и чекате на македонска граница доле само Сталин да ви намигне вака за да влезете внатре. Во време на информбиро, кога за 4 најопасни години на живење за југословенските народи, на границите кон источниот блок, значи на границата со Романија, на границата со Унгарија, на границата Македонија-Бугарија, загинуваат 1000 југословенски војници од JNA граничари во тоа време. Во тие пушкарања, препукувања преку граница на сама граница, инциденти со диверзантски групи со кур се тресе.
1000 југословенски војници на JNA го губат животот во тие 4 години. Што треба Тито да прави? Да ве ланча? Да ве чешла? Да слуша тука како се бугарашите, како што ве слушаме денес? Како лапрдате за Бугарија до Токио? Или за Бугарија до Охрид и за Охрид како главен град на древното бугарско кралство? Па Тито не ве слушаше, дечко. Вие беше мајката. Вие бевте на исто рамниште, ваквите провокатори, внатрешни непријатели, бугараши, бевте на исто рамниште со четниците и усташите и белогардејците. На исто рамниште со секоја пета колона во Југославија, вас ви следеше или голи оток или смртна казна. Апсолутно оправдано. Апсолутно оправдано. Затоа што тие беа предавници на тој народ во едни крајно опасни околности, кај што обстанокот на таа нова држава беше максимално доведен во прашање. Секој државник би ги екзекутирал таквите, или барем би ги изолирал негде. Но тогаш не беше срамно да се екзекутираат предавници, кој што денес од тоа се пребаук. Предавник на државата, внатрешен во која што живее, во која што работи, која што зима социјално, у која што се лекува бесплатно, работи против незиниот опстанок, работи за туѓа држава, за туѓи интереси. Убаво пишуваше: велепредавство во југословенскиот кривичен закон се казнува со казна смрт, стрелјањем. Нема тука муаве. Стрелјањем. И зашо правиме муаве? Ти бе Бубуличев најде за Тито да правиш филм? За човекот прогласен од Тајм за еден од 5 најголеми државници на 20 век? Најголеми државници на 20 век? Тајм. Нигде тамо не пишува најголемиот крвник, најголемиот касап, најголемиот палјачо. Најголемите државници на 20 век. Не само Тајм. Шо не цитираш мемуарите на Черчил да видиш што мислел за Тито? Покрај она што го мислел после Втората светска војна, шо мислел за она за време на Втората светска војна? Кога оди кај таткото на кралицата Елизабета, она диносараус, онај женскиот диносаур што живееше 150 години, шумер пред некоја година, татко и незин, беше кај него. И вака му кажа: друже, кралу мој, му кажа поправо. Доста се глупираме, ги помагаме четницине на Дража Михајловиќ, Тито и неговите партизани ни вбркаат огромна работа. Држат во клинч, во позиција пат, 64 фашистички дивизии. Голема работа ќе ни завршат за она што ќе следи завршниот удар, која ќе треба да им го зададеме на фашистите, на германците. Голем удар, голема работа ќе ни завршат. Дај да престанеме джукелава финансиски да поддржуваме овој Четников, дај сите пари што треба да се помогне Тито, авиони, оружје, облека, униформи, све, медицински материјали, све. Џорџ Пети, мислам дека се викаше кралот, татко и на Елизабета, го послуша, му вика управа си. Особено кога видува дека Сталин ги толчи германцеви и ги брка према Берлин. Тоа се историски факти, бе, дечко. Бубуличав. Не тоа што ти лапрдаш за Блајбург. Идеш тамо, прашуваш некој си тамо историчари она, кои што се ревизионисти, самите националисти или не знам што се. Во своите табори напикани. 46 години по смртта на Тито вие уште плукате под човекот. Тоа мора да е резултат на огромен комплекс, ја да ти кажам. И кај те најдоа тебе, бе, Бубуличев, ти да правиш барданил, да најдеа некој дедо у пичку матерну. Па он да прави, па нешто ке речеш, ај овој у животов, нели? Од кај те најдоа тебе, бе, за Тито да правиш филм, бе? А бе, уште влакна на тоа кикириката немаш доле, ти ке правиш, ти најде филм за Тито да правиш. И да нарекуваш касап, джелат, палјачо и така натаму и така натаму. На 20 век. Маму виебам, све ова ќе ви се врати еден ден. Сум ви го кажал ова 100 пути. Еден ден крв има да серете за ова што го правите.
Кармата е кучка. Ке ви се десат па заебанци, ама кога ке ви се десат вас заебанци, како што им се десе на југословенските народи, ке си ебете мајката пута 10, од што се ебавме ние, кога почна кај нас граѓанската војна 91 година. Вашето ќе биде многу појако. Многу, многу појако. За можам да ви порачам, сеер ќе ви фаќаме тогаш. Без никаква, ја лично, без никаква емоција. Пошто заслуживте све да ви се деси. Со ова што го правите. Од пропаганда, до лажења, до фризирање на историја, до манипулации, до се. На натопената земја со крв, в тамо некоја јама, у Словенија и во некои други јами, обаче мачениците од Блајбург, кои што илјадници од нив колеа срби, роми и други партизани, политички затвореници без око да им трепне. 4 години ги колеа. Ги набиваа на бајонети, им ги сечаа со ками градите на жените, им бутаа у вагина ножеви, курој, палој, шо дае, масовни силувања, итн. Духовите на минатото, кои што се разбудија во иста сила и 91 година. Па се случија исти такви срања, па се случи и Сребреница, и Овчара, и Кур се тресе, други места кај што се страдаше. Кај што страда и бошњаци, и срби, и хрвати, затоа што истите духови ги пробудија истите тие ревизионисти, почнувајќи од СИА, завршувајќи со овие сега, што ви се ваши партнери во Европската Унија, кои што со години поттикнуваа, потпалуваа таа држава наречена Југославија, што ја водеше Тито, да се распадне на начин како што се распадне. Ке ви се врати. Како што им се врати на украинците, како што удри кај украинците тоа што го прави, тоа што се случи со Косово, кога на населен начин беше отргнато од Србија, така ова ќе ви се врати на сите вас еден ден. Вака или онака. Јепика. Ајде, доста ви беше историска лекција, кој ве ебе сега? Бубуличави? Може ако ти го пуштат клипчева, ќе ти го пуштат, ќе научиш нешто. Па ќе земеш камерата, ќе отидеш и у Јасеновац ќе снимаш. Важи? Така? И ќе снимаш и у Крагуевац, кај што се убиени 700 и кусур ученици, гимназијалци и основци стрелани од вашиот љубовен гуру Хитлер. Па ќе снимаш и во Ваташа. И ќе снимаш и во Прилеп. Ќе снимаш во затворите бугарски на Скопското кале. Ќе снимаш и у прилепските тамо, у чумати, мучумати. Ќе снимаш сегде кај што сте вршеле терор, кај што сте убивале македонци, партизани, скоевци, нивни јатаци, нивни жени, деца, младинци. Земеш тоа ќе снимиш. Да ве видам. Ако више збориме за фактографии, за историски факти, ама кур ве отепал, што викаат Прилепчани. Ај чао.